Смеј се и осмели се е мотото на 59-тото издание на фестивалот Војдан Чернодрински, кое вечерва завршува во Прилеп. Беа соопштени наградите за представите, актерите, за режисерските остварувања, за музиката, а публиката имаше можност да изгледа голем број представи од народните театри, но и од независната театарска сцена. Со ова денес ќе се спушти завесата на 59-тото издание и сигурно прилепчани со нетрпение ќе го чекаат следната година јубилејното 6-то издание на фестивалот Војдан Чернодрински. Награда за главна женска улога едногласно се доделува на Марија Минчева Андонов за улогата на мајката во представата Сите прекрасни нешта во изведба на театарот Ацо Шопов во Штип. Награда за главна мъжка улога едногласно се доделува на Мартин Мирчевски за улогата на Донес Совичанов во представата Црно семе во изведба на Народен театар Битово. Награда за режија, тоа не е тачно, со мнозинство гласови, се извинувам. Награда за режија со мнозинство гласови се доделува на Кендри Мријани за режијата на представата Слепци во изведба на Турски театар Скопје. Награда за уметничко остварување на представата во целина со мнозинство гласови се доделува на ансамблот на МНТ за уметничко остварување на представата 12. Специјална награда за колективна актерска игра едногласно се доделува на ансамблот на МНТ Скопје за представата 12. Тоа многу значи за нас, затоа што стварно имавме добри реакции ние вчера и секогаш во Прилеп кога доаѓаме знаеме дека имаме публика добра кој што мораме ние да бидеме спремни во тоа и да бидеме што подобри. И дур се правиме проби ние за некоја представа и секогаш велиме дали ќе бидеме спремни за прилепската публика, затоа што најдобриот дел и најдобрите критики од прилепската публика ние знаеме тоа да го имаме и стварно вчера беше тоа баш тоа што се очекуваше од кај нас и стварно сме среќни за оваа награда и би сакали наредна година да бидеме уште поспремни и уште подобри и да не се множат и на сите нас. Искрено очекувавме, значи сепак тоа што велам дека дур се спрема представата, дур траат пробите и цело време викаме, види, све окей, имаме публика и во Скопје и секаде во Македонија, ама во прилепската публика ни е посебно и тоа ќе остане увек така. И да, чекавме дека ќе имаме нешто, како, мислам, тоа е така, не знам како да кажам. Многу ја сакаме оваа представа, со многу љубов ја играме и се надевам дека што повеќе публика ќе ја гледа во најбрзо време. Представата носи една многу важна порака која што е многу битно да се слушне денес. А тоа е дека различноста е идентитет над идентитетите. Тоа е еден извадок од еден од текстовите на кои што работевме во оваа представа, Погубни идентитети на Амин Малов. Сето тоа многу умешно склопено со слепци од Метерлинг и со лични приказни на актерите под палката на Кендри Мријани, кој што исто така доби награда за најдобра режија. Не е сега во моментов тука бидејќи да режира друг проект со други среќни актери. Ние имавме среќа да работиме со еден ваков режисер, да научиме многу за себе,
да научиме кое е нашето право богатство, затоа што турскиот театар е малцински театар во Република Македонија, но истовремено е полн со ансамбл на многу живи, полни актери со многу страст и публиката вчера некако како да ја прими таа наша порака многу силно, мислам, прилепската публика е магична. Многу убаво ја наградува представата, ги наградува актерите и некако како уште еден актер е во ансамблот и не храни и многу е лесно да се игра пред таква публика. Да, пак ќе кажам, само се надевам дека оваа представа ќе имаат прилика да ја изгледаат многу други луѓе, затоа што има многу силна порака која што е многу важно да се чуе денес. Разговараме со Снежана Коневска-Руси непосредно по соопштувањето на наградите за годинешниот 59-ти фестивал Војдан Чернодрински. Таа е една од доајенките на македонскиот театар и годинешна добитничка на наградата за животно дело. Бидејќи сите овие денови бевте присутна постојано на не само на представите, туку и на се она што содржеше фестивалот, кој е вашиот впечаток? Па јас можам да бидам благодарна што сум дел од фестивалот 59-ти поред, надевајќи се дека можеби и 60-тиот ќе го видиме, благодарна на уметничкиот селектор, на уметничкиот директор, кој што главното мото "Смеј се и осмели се" го гледам и го имам во себе. Веројатно Снежка се насмевнува, меѓутоа и се осмелува да го каже она што го мисли и за театарот, и за актерот, и едноставно видов докаде сме со театарот во Македонија. Нашиот Меденица рече дека театарот во Македонија е во криза, но јас ќе нагласам дека не е и најсиромашниот театар, во најсиромашниот театар во градовите, дали е тоа Велес, дали е Штип или било кој друг град, покажува дека има жива душа, има енергија, има дух. Веројатно финансиите не се секогаш во преден план, меѓутоа успевале и во таква криза да направат одлични дела. Тоа е за мене најголемата смелост на нашите театри. А просторните проблеми што ги имаат и Прилеп, и други градови во Македонија со просторот за играње го докажува овој мој став. Имаше ли нешто што посебно ви остави впечаток? Не мора да е целосна представа, еве, што би било тоа? Јас сум задоволна, да речеме, од учеството или ангажираноста на младите волонтери во Прилеп, кои што насмеани постојано кажуваат добро вечер, добар ден, како сте и така натаму. Такво гостопримство, таква љубезност не сум видела и не сум осетила во Македонија, ниту пак во својот театар, освен нели своите блиски колеги што ги имаме. Така што тоа е веројатно првиот впечаток. А богатството на програми го прави овој фестивал уште побогат и поразновиден. Да имате и представи, и разговори, тематски, коментари, прашања, да гледате изложби, бидејќи мене сега Прилеп ми наликува на Прилеп град театар, како што беше Будва град театар. Така што тој расте и се надевам дека до година ќе имаме уште појако кредо или поголемо мото на кое ќе се одржуваат игрите. Со представата Вистината во изведба на Театар Комедија од Скопје ќе се спуштат завесите на 59-тото издание на фестивалот Војдан Чернодрински. Екипата на Радио Пела сите овие денови дишеше со фестивалот, беше и на представите, и на сите пропратни програми, секако и меѓу актерите, меѓу сите чинители на театарот, но и меѓу граѓаните. Какви се нивните впечатоци, која представа им се допаднала, дали се задоволни од наградените, ги прашуваме токму граѓани. Да, повеќе представи видов, мојот впечаток дека сега се сите како ископирани еден од друг режисерите или драматурзите, како да се договараат да бидат сите како музички програми, како мюзикли.
А која представа или актер ви остави најголем впечаток? Најголем впечаток во 12-ка Игор Џамбазов. Ми остави најмногу впечаток, затоа што тој освежување беше на таа, макар што беа тука сите борд. Колку луѓето од вашите генерации доаѓаат, имаат интерес? Па вака гледајќи во целата група најстари сме. Со колечка сега што ја чекам да дојди. Секоја година доаѓате? Па не баш секоја година, зависи како ми се допаѓа програмата што е понудена и така и зависи и финансите, нели? Сепак се билетите прилично скапија за пензионери, да речам, па може и за други некои колку се примањат. Инаку културата на прв план па се друго. А вака најголем впечаток ми остави Црно семе, но ако би ја гледал и 12 Men, 12 Angry Men, сигурно би ми оставила таа представа добар впечаток. Се на се добро е да се има тоест не добро, туку одлично е да се има фестивал на театар, бидејќи последно уметноста и театарот се повеќе се занемарува и мислам дека еден полесен начин на пренесување на таа драма, бидејќи имаме сега еден нов животен циклус, кај што премногу сме динамични, не можеме да стигнеме да читаме поголема литература, така да овие театарски и драмски дела се добро компактно направени за брзо гледање. Можеме ли општо за впечатокот? Не само за Првично представите, туку целата да, атмосфера. многу убава атмосфера. Ќе ја повторам една од членките на жирито дека оваа година волонтерите прават многу убава атмосфера на фестивалот. Значи нивниот пречек на сите гости, целата организација е навистина за поздрав. Така се чувствуваме како дома и воопшто целиот град некако дише театар, значи еве и после изведбата на нашата представа не застануваат луѓе што ја погледнале представата, дали се покафулиња по ресторани, постојано се коментира и тоа е нешто кое што е магично и мислам дека тоа е смислата на театарот. Да не заврши представата меѓу четирите зида во кои што се случува и се одвива, туку да продолжи да се зборува за делото и по завршетокот. Така што навистина Чернодрински го покажува тоа, го одржува духот на театарот и воопшто прилепек град на театарот, дефинитивно. Како ќе ги прославите наградиве? Еден куп ги добивте. Па, мислам дека наградите не се само за прославување, тие некако и наметнуваат една одговорност да се оправда довербата. Така што јас се надевам дека ова ќе ни биде уште поголем мотив за да продолжиме да твориме, да создаваме и храбро да зборуваме за работите кои што треба да се поправат во нашето општество. Благодарам. Кога ја правевме изложбата Музеј во движење, односно Прилепов фокус, имаше едно дете што сите го гледавте, кое што одеше пред сите нас и цело време дори луѓето набива и вика еве го сега се телепортира. Организацијскиот тим на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп доделува пофалница на Илија Јаневски. Сите награди се значајни, најзначајни, да. Но да се добие награда од театарската публика, мислам дека веќе тоа е точка и нема збор. Фала ви Прилеп, значи
Имате поздрав од Националната установа Турски театар. Ве сакаме најмногу. Алелуја! За мене ова малце изненадување, пошто нормално не спремав нешто говор, ама сакам да се заблагодарам првин и до фестивалот и до жирито за ова прекрасна награда. Сакам исто така да се заблагодарам до Турски театар за довербата и да чендрим за долгогодишната соработка што имаме. Ова е еден поттик за сите млади уметници нормално да творат и тука. И освен што сакам да дочекаме 60-тото јубилејно издание во новата зграда на Прилепскиот театар, се надевам ќе дочекаме и други фестивали во другите театри што се спремаат, како Тетовски театар, например, и Турскиот театар и Мостиларски театар. Многу ви благодарам и хвала ви. Добро вечер на сите. Малку сум необично возбуден вечер. Прво заради големата чест да добијам награда за хореографија и сценско движење, а второ затоа што наградата ја примам токму на 13 јуни, 82 години подоцна од трагичната погибија на Рацин на Лопушник. И тоа за мене како велешанец има многу за вербата во оваа визија за Рацин што сакавме да создадеме. Благодарност до жирито во овој извонреден состав и благодарност секако до прекрасната прилепска публика за одличниот прием кој секогаш. Посакувам да ни живее фестивалот и да се среќаваме во уште поголем број на неговите идни успешни изданија. Ви благодарам. Многу убава символика. 13 јуни беше убиен и 13 јуни воскресна во Прилеп. Секогаш сум велел, може би е безобразно, дека јас сум копилето на Рацин и дека еден ден ќе го отпеам. И тоа и се случи во представата Рацин. После 14 години работа во театар, ова е моја прва награда. Голема благодарност до мојата колешка Орхидеја Дукова, која што направи мојот процес и мојот труд да биде на едно доста повисоко ниво. И извини што секогаш со тебе знам да бидам малце напорен и строг и кој ќе ми речеше бе шо ми викаш. Голема благодарност до стручното жири, до организацијата за пречекот, точекот и благодарност до мојата сопруга и до мојот син Олег што ме поддржуваат и дека последниве 3 години не бев прибран дома по патиштата. Ви благодарам, тоа е се. Зборува, мојата основна професија е архитект, меѓутоа никогаш не направив куќа со високи шимши порти, ама направив понекоја сценографија тука и таму.
Пред 10 години, кога за прв пат ја добив оваа награда, Турскиот театар немаше своја зграда. Мислам, во тој момент ја изгуби. 10 години подоцна се уште нема своја зграда, но има еден ансамбл со многу големо срце, со многу храброст, со многу истрајност и со многу упорност. И денеска гордо изјавувам дека јас сум дел од тој колектив, кој што многу храбро не престанува да твори во секакви услови. И затоа оваа награда е за мојот колектив. И без кој што всушност ликов кој што денес е награден немаше да има никаква смисла. И би сакала само една да додадам. Прилепчани, кои што за жал, веќе ка сличната судбина, не се давајте, бидејќи уметноста ќе победи. Фала на комисијата за наградата и на моите колеги од представата. Иако изразите индивидуалци, сепак и големи имиња пред се, сепак оставија малку простор да се истргнат. Сакам да кажам дека секоја година, секоја година доаѓам во Прилеп и учествувам на фестивалот и затоа се чувствувам релевантен да кажам дека секоја година, од година в година фестивалов качува ниво и затоа искрено се надевам дека наскоро Прилеп ќе добие и респектабилна зграда театарска, но која што публиката ќе може уште повеќе да ушива. Фала ви. Благодарам. Не знам дали мојот македонски јазик е толку совршен за да зборам добро на сцена. Обично ние режисерите зборуваме со раце, со нозе, со глава, со очи, кога работиме со актерите. И баш заради тоа не сум станал актер. Заради фактот дека не знам да зборувам пред публика. Но благодарам многу на фестивалот Чернодрински. Јас не се качувам за прв пат на оваа сцена, но реално емоциите се како за прв пат. Овој е најважниот фестивал на државата и да, секоја година станува подобра, ама од друга страна мислам дека секоја година има потешки услови. Благодарам на жирито. Едно интересно нешто, добро е кога се странци жирито, бидејќи не сватили дека јас не сум прескокнал 35 за да ме прават најмлад режисер. Ова награда му го посветувам на ансамблот на Турски театар. Ова реално е колективна режија и мислам дека повеќе од мене тоа заслужува Турски театар и тој ансамбл кој со нив, со кој ние направивме ова представа речиси без ништо. Ние уметниците некогаш можеме да правиме нешто и без ништо. Се надевам дека директорите на другите театри нема да ме земат за да работам без ништо други представи. И би сакал веќе стана таа порака на сите нас оваа година. Да, ние уметниците некогаш можеме да правиме уметност без ништо, но театарска зграда не може да се гради без ништо. И се надевам дека тие што имат нарака да дават нешто за да се прави театарска зграда во Прилеп, каде ни се случува најважниот фестивал во град кој остана без театар, да дават нешто, па и ние ќе помогнеме со нешто да стигнеме побрзо до нова зграда, да не ова представа реално ме емоционирала и мене кога сум го работил после 10 години во Турски театар, каде една од филозофиите на представата било тешките услови на работата на Турски театар после 10 години. Се надевам нема да работам во Прилепски театар после 10 години иста представа.
Фала уште еднаш. Овој фестивал станува се подобар и подобар и многу сум горд на тоа што секоја наредна година имаме се одличен прием. И благодарам на сите учесници во самата организација на овој фестивал. Оваа година Македонскиот народен театар обележува значаен јубилеј, тоа е 80 години од своето основање. И морам да кажам дека ова е со овие три, ова е петата награда во ова половина година од нашиот значаен јубилеј. Првата беше за представата 12 на фестивалот Петре, еден од нашите најзначајни актери како во нашиот театар во Велес и во целата наша држава. Втората награда на која што сме особено горди е учеството наше на Стерино позорје после 22 години. Последната награда имаме добиена во 86-та година. Не беше за представата с 12, беше за представата Народен пратеник, но беше награда за колективна игра. Овој пат добиваме награда за целина, за уметничко остварување, за колективна игра и за мојот драг колега и пријател Оливер Митковски, за кој што сум особено среќен бидејќи за прв пат ја добива оваа награда, е еден од најзначајните членови во нашиот ансамбл. Многу ми значи бидејќи ова е моја прва представа како директор, но исто така ми значи што важи за колективна награда, што би бил театарот ако го нема добар колектив, ако нема добри актери, ако нема добар ансамбл, ако нема добра техника, ако нема добра администрација, ако нема добри луѓе кои што работат во еден здив позади сцената. И сакам да ја посветам оваа награда на сите оние театарски работници кои што работат во секој ансамбл, во секоја техника позади сцената, во секоја администрација, во секој колектив, но најмногу за сите вработени во Македонскиот народен театар и за сите актери значени кои што учествуваа во представата 12. Ви благодарам. А што би бил колективот на театарот без вас, драга публика? Благодарам на вас. Специјална награда за колективна актерска игра едногласно се доделува на ансамблот на Моната в Скопје за представата 12. Благодарам на сите, благодарам на фестивалот Војдан Чернодарински, благодарам на прекрасното жири, благодарам на вас, прекрасна прилепска публика, без публиката театарот е ништо. Благодарам на Мената, благодарам на Никола Кимовски и благодарам на Георги Олевски, Горас Цветковски, Тони Михайловски. Четвртка. Не, он не е четврка. Тони е тројка. Четврка е Ивановски, Благој Веселинов, Игор Чамбазов, Сенко Велинов, Нино Леви, Сашко Коцев, Оливер Митковски, Александр Микиц, некој ми суфлира погресно, Никола Ристановски го кажав веќе, некога не кажав 100%. Благој Веселинов, така е, Благој Веселинов, Мартин Манев, Александар Ношпал, PMG колектив, Сашко Коцев, не го кажав, Мирко Попов, благодарам на мојата фамилија и благодарам че на сите вас. Пропуштив само да кажам дека доколку не беше идејата на Синиша Евтимов, немаше да се реализира во представа, така да благодарам од се срце на идејата и на сета негова помош во реализација на целиот проект.